Среда, 5 февруари, кратки вести во 12 часот. Следната недела ќе биде објавен вториот владин повик за финансиска поддршка на општините за реализација на капитални инфраструктурни проекти. Општина Охрид на првиот повик аплицираше со 10 проекти и сите беа одобрени. Најголемиот дел се однесуваа на реконструкција на улици и локални патишта во руралните средини. Сега, меѓу другото, општината планира да аплицира за добивање средства за проектот за свињишки извори. По спроведените испитувања на изворите било утврдено дека има доволно сила, па ако Охрид се снабдува со вода од свињишки извори, околу 60% од градот би се водоснабдувал по природен тек. Со бројни содржини започнуваат годинашните Прличеви беседи за одбележување на 132 години од смртта на поетот и преродбеник Григор Прличев. На пладне е свеченоста посветена на лауреатот на наградата Григор Прличев, поетот Андреј Аласади. Утре ќе биде положено цвеќе на спомен обележјата на поетот, како и традиционалната Прличева визита, а вечерта е свечената приредба по повод патрониот празник на основното училиште Григор Прличев. Утре од 13 часот се предвидени настани и во Охридската библиотека. 5 боксери ќе ги бранат боите на Република Македонија на 62-иот меѓународен боксерски турнир Белградски победник, што ќе се одржи во Белград, Србија. Меѓу нив е и охриѓанецот Наум Стојановски од боксерскиот клуб Алекс Огненовски во категоријата 71 кг. Нашата екипа ќе ја предводи тренерот Петре Чурлиновски, а со нив ќе биде и судијата Петре Неделковски. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 7 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.